утро и од мене. Време е да се дружиме денеска во магазин. Верувам дека ви беше супер и со Јелена, но малку да освежиме, нели? Денеска сте со мене и со една прекрасна гостинка, девојка која што е на модната сцена во Македонија цели 18 години. Да, добро слушнавте, 18 години, цело полнолетство и некако со последната модна ревија на Скопскиот моден викенд ја го заокружи ова 18 годишно работно искуство, но таа продолжува не само за сите оние ваши предлози и нарачки, туку и е ангажирана, па би рекол, ширум Европа буквално. Меѓу другото и незиниот последен ангажман за операта во Романија, и тоа е навистина едно огромно искуство за неа, но и самата ќе ни раскаже меѓу останатото. Интересна е приказната, бидејќи потекнува буквално од занечиско семејство, ако трнеме уште од незиниот дедо кој што бил најдобриот кондураџија или чевлар во тоа време. Олгица Ѓоргиева денеска ми е гостинка во магазин. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на прекрасната најава и навистина се радувам што сум денеска овде. Замисли, за прв пат си во магазин. Да, за прв пат сум во магазин и навистина се радувам поради тоа. Баш ми е драго, исто и јас кога енергијата се чувства, мислам дека апсолутно ништо друго не може да ја смени таа насока. Како си, добра ли си, те фатија ли веќе гужвите околу, сега се матури, полуматури, ангажирана си околу тој дел или? Па како што рековте, веќе 18 години полнолетна сум, морам да сум одговорна во однос на тој дел. Се шалам. Да, како и секоја година, овој период е, за разлика од останатиот, малку поактивен, меѓутоа со оглед на долгогодишното искуство, некако веќе и ментално сум спремна. Како сум почнала од јануари оваа година, некако сум цело време во линија со одредени активности. Ова е периодот кога сум посветена малку повеќе на клиентите, матури, свадби, така да мислам дека сум спремна и се оди до сега барем како што е замислено и договорено. Така, дали си од оние ликови кои што обично секојаш ги имаат цифрите во рака? Знаат точно колку фустани направиле, колку соработки така натаму? Или тоа веќе невозможно е да се брои? Не, ги чувам сите тефтери на клиенти, меѓутоа не сум ги преброила, многу се во изминативе години, така да се повторуваат многу често. Се случува некој дошол полуматура, матура, свадба, така да тоа се долги години во прашање, веќе сум ја изгубила бројката, да, навистина. Сигурно никогаш не се заборава првата нарачка, нешто што е за прв пат изработено. Со што почна ти? Кој беше твојот прв клиент? Не можам да се сетам. Не можеш да се сетиш? Не, можам да се сетам на моето прво парче кое што го направив, уште не бев ни полнолетна, се сеќавам на една моја другарка, една бела сукња, и тоа е можеби првото парче кое што сум го направила за некој. Од мала експериментираше? Од мала експериментирам, да. Порасната сум во семејство кај што константно сум била обкружена со оваа дејност и некако спонтано. Јас кога почнав да работам имаше моменти кога ќе ме праша, јас не знаев да објаснам како знам, едноставно тоа во текот на животот, растењето, несвесно се интегрирала во мене како личност и ете. Така, до ден денес само додавам, го надградувам, нормално се менуваат работи, гледам колку што можам да сум апдейтирана и тоа е тоа. Се толку многу брзо се менува, всушност што, нели, како вела човек мора брзо да се адаптира за да не испадне да го снема, нели? Така е. Буквално. Ти си дете од занечиско семејство, раскажи ми повеќе за детството. Некако првиот контакт со занаетот ти е она што го споменав и во најавата, работата на твојот дедо. Така. Па да, мојата мајка исто така, како хоби, цел живот се занимаваше со ова. Едниот дедо беше кројач, другиот дедо беше кондураџија. Јас се сеќавам, имаше една долга дрвена маса на која што јас на ќошот од масата седев и го гледав што работи, му помагав уште додека бев мала. Работеше со кожи, со сестра ми исто, и сестра ми е доста креативна, еден период и работевме заедно, така да мислам дека детството ни беше многу интересно и на некој начин несвесно принудени од сурови ресурси да создаваме на некој начин играчки во тоа време, кои што биле доста креативни
и таа креативност ме негували уште од мали нозе. Од кога официјално започна во модниот свет? Како некако може да го означиме твојот почеток? Па би можела да кажем дека официјално започнав со мојата прва самостојна ревија 2007, мислам дека беше. Претходно работев во Телеком како графички дизајнер и после тоа одлучив дека ќе си продолжам со мојата љубов. И 5 месеци си ја спремав ревијата, после ревијата, затоа што тогаш никој не ме познаваше и дури ни не знаев дали воопшто ќе имам гости на ревијата. Јас поканив. Јас поканив. А никој не кажува ќе дојдеме, нема да дојдеме. Новинарите не ме познава и затоа во поканите на новинарите имам ставено еден мал каталог од неколку модели кои што ќе бидат на ревијата, како ете информација, нова сума, еве ова е од прилика тоа што би го покажала. Така да во моментот кога излегов на сцена, буквално бев збунета, затоа што салата беше полна и на некој начин тоа беше стартот на мојата кариера и ако можам да кажам беше успешен старт, затоа што од истиот момент па натаму почнаа многу активности, отворив своето ателје, почнав работа со клиенти и ето, до ден денес таа приказна уште постои. Многу предизвици. Да, во моментов гледаме дел од на оние колекции кои што досега ги имаш направено. Многу ми се допаѓа музика во позадина. Со оглед на тоа дека си и графички дизајнер, а и нели деталист, креативец, колку ти е важно на една ревија на сите елементи буквално да бидат поклопени. После 18 години работа се замараш се уште се да провериш, се да исконтролираш. Каков карактер си? Многу ме интересира. Да. Се замарам. Затоа што можеби системот на функционирање ми е еден човек на многу активности. Баш го добив како коментар тоа во Романија, како можеш да бидеш, затоа што стварно беше голем систем, како можеш да бидеш толку организирана, ама јас бев секаде со тефтерчето, па што се заборава и си пишувам. Да, колку што можам, барем одредени работи за кои што сум свесна, би сакала да ги исконтролирам, не секогаш зависи од нас. Нормално, кога има настани, знаат да се случуваат и ситуации кои што не се планирани, меѓутоа се што е во мој домен пробувам да го исконтролирам. Така, со која помисла од секогаш се функционирала во модниот свет? Дали оние парчиња модни кои што ги правиш, како што ги гледаме сега во моментов на видео, секогаш размислуваш да бидат носливи или сакаш да бидат поразлични, уникатни, кои што през се ќе го привлечат вниманието на сцената? Со оглед на тоа дека ние сепак сме ограничен пазар и тука за висока мода веќе не може ни да дискутираме. Јасно. Можам слободно да кажам дека мојот дизајнерски израз ни сите овие години се менуваше. Јас започнав со футуристичка колекција, футуризмот како израз ми беше интересен. Меѓутоа, кога почнав да работам со клиенти, сватив дека ќе морам да направам компромис. Додиш на минимализам. И веќе минимализмот исто како правец го сакам и го задржав до ден денес, надополнет со одредени специфични детали кои што се типични за мене. Меѓутоа, како израз, сепак минимализмот ми е најпривлечен. Низ годините, веќе со клиенти кога работиш, тоа е компромис и примерно е нивната желба, нормално со годините веќе довербата ја имам добиено и тука веќе е поедноставно за комуникација. Во однос на мојата работа можам да кажам дека се повеќе се прашувам што е тоа што јас го сакам, што е тоа што е повеќе лично од мене што излегува, затоа што се што е тоа ставено на сцена или како продукт за продажба е нешто кое што е на некој начин материализирана мисла или емоција која што е дел од нас. И пробувам колку што можам со се наредно што ќе направам да бидам поавтентична и да биде поблиску до тоа што сум јас. Најверојатно и годините, искуството, времето во кое што живеам, годините, моите години, најверојатно сето тоа доаѓа, се повеќе размислуваш за индивидуализмот, затоа што најлесно е да бидеш следбеник. Така си е. Бидејќи ми спомена во твојов одговор дека
има работи кои што те отсликуваат тебе од твоја перспектива. Кои се тие работи? Кои се елементите кои што ја издвојуваат Надица и онака на прва може да препознаеме твоја креација? Да, Олгица. Олгица, извини. Па мислам дека тие детали кои што ги вметнувам како елементи, многу често имам принтови кои што јас си ги правам. Го имаше тоа и во последната ревија на одредени фустани. Тука е фустани. графиката многу има влијание или Не мислам, напротив, во неможност да најдам можеби материјали кои што мене ми се потребни и сум развила некоја техника која што може да биде нешто приближно до тоа што го сакам. А во исто време ќе биде автентично, не е нешто што може да се најде во секоја продавница, сепак нели да биде дизајнерско, можеби тоа би била поидовната точка. Интересно. Последниот твој настап беше на Скопскиот моден викенд. Како си помина, успеа ли да ги собереш импресиите? Знам дека колекцијата се спремаше за рекордно брзо време. Буквално за непол месец. За непол месец. Тоа може вака лаички да ни звучи дека е прилично таман период, ама тоа е прекратко, нели, за еден голем проект. Со оглед на тоа што јас само што си има вратено од Романија, меѓутоа исто така со оглед на тоа што сум една од првите учесници на Fashion Weekendот, скоро можам да кажам слободно во првото издание, ова им беше јубилејно и во разговор со организаторката се договоривме дека ќе соберам сила да бидам дел и од ова издание како јубилејно и беше напорно со оглед на времето што го имав, успеав да направам една приказна која што е да речеме соодветна за сезоната, пролет-лето. Паралелно извадив и продолжив со линијата на чанти која што ја започнав пред некое време. Имам и нова чанта која што беше можеби главниот дел од целата приказна, затоа што така се разви цела колекција. Примерно имав направено една слика уметничка која што наликува на оригами и од таа фактички чантата е пресликана слика во мала верзија. И од тука се разви остатокот од колекцијата. Јас сакам таа јапонска култура и меѓутоа во некој така не копирана верзија, туку некоја модерна верзија, да, модерна верзија низ која се привлекуваат одредени елементи кои што се типични за тоа. Си била во Јапонија? Не сум, меѓутоа е на мојата листа и ќе отидам за да сум жива и здрава сигурно. Така е во исто во тефтерче каде што си ги ставаш обврските. Јас сум позната. Да, сум позната по личност која сака тефтерчиња и секогаш old school си се смеам на своја сметка. Ама не ти е жал да ги користиш, нели? Ми е жал. Понекогаш, да. Исти сме. Важно е да ги имаш. Да ги имам, така, и секое тефтерче мора нешто да ме асоцира за да го започнам. Одредена приказа внатре. Да, многу често ми се случува кога ќе си ги преуредувам работите да си најдам некое тефтерче од не знам пред колку години да сум си запишувала одредени идеи, си ги читам и си викам па окей, ова може и денес да се реализира, значи добро е да се подсетиме. Да. Апсолутно, нели тоа е на визуализација и желби кои што несвесно ги имаме за да ги исполниме. Во 2014 година иначе беше избрана односно беше победничка во конкуренцијата за најдобар дизајнер за регионот на Европа и Русија на интернационални бугарски модни награди. Така. Тоа беше помина 11-12 години од тогаш, меѓутоа мислам дека е едно големо признание за тебе во една толкава конкуренција. Очекуваше да ти се случи оваа награда, да ти направи некоја промена, имаше привилегија после оваа награда? Тоа дојде изненадно, значи не ни знаев дека постои тој настан, имаше одбрани дизајнери од повеќе од сите балкански држави. Не знам, не се ни сеќам, веќе сум го заборавила, меѓутоа, да, секако дека ми беше значајно. После тоа јас учествував и на Balkan Fashion Week во Софија. Преубав настан, до ден денес контактите си ги одржуваме со организаторката и можам да кажам дека имам слободно прекрасно искуство. Секој еден настан донел нешто плюс, тоа е факт. Најверојатно и цела оваа работа која ќе се собере во едно, портфолиото е големо. За било што понатаму да направите, секако дека имате приказна со која што можете да излезете и да не се срамите дека се нудите на одреден пазар.
веќе оваа работа е визуелна, не мора премногу да зборуваме што е тоа што знаеме или умееме да направиме. Доволно да се види фотографијата е доволно да се погледне што сте во можност да сработите. Најверојатно и сите овие проекти, можам слободно да кажам дека примерно за првиот мој проект кој што го добив во Грција беше моето портфолио претходно тоа што сум работела. Така, тоа е представата Електра, тоа ти е прва театарска костимографија, нели, изработка. Како ти се случи овој предлог? Како дознале за тебе? Да. После неодамна во едно интервју спомнав дека бев помалку збунета затоа што не мислев дека тие прилики доаѓаат туку така. Се најдов во првиот момент на право место во право време. И најверојатно искористив приликата, иако имав двумење дали или не, затоа што до тогаш немав работено костимографија, значи бев на еден настан каде што имаше луѓе од Австрија, Македонија, во разговор побараа да погледнат што имам работено, беа двајца режисери таму, си направија некој разговор, наредниот ден ме побараа да ме прашаат дали сум заинтересирана да работам на костимографија во Грција, во најстариот театар на Грција, на островот Сирос. Каква привилегија е тоа? И одговорност. И тоа беше одговорност затоа што станува збор за грчка представа. Јас сум македонка, тоа беше уште поголем предизвик. Единствената македонка бе во целиот проект. Коментарот беше дека буџетот не е многу голем, проектот е веќе скоро започнат. Они во тој момент нема најдено костимограф, имали идеја, пошто немаа многу време да можеби да искористат од претходно што имаат работено, меѓутоа сега кога се нуди прилика, јас на тие пазари се уште немав излезено, помалку можеби беа и свесни дека за мене ќе биде предизвик. Така да во последен момент одлучив дека ќе ја прифатам понудата и сватив дека не погрешив. Тоа се покажа до ден денеска. Тоа се оние понуди за кои што веќе не се важни парите, не е важна сумата, туку самиот предизвик, нели, и моментот да се биде учесник е многу. Така бе, искуството беше прекрасно затоа што едниот режисер беше од Австрија, другиот беше од Берлин. Во проектот музиката и во самиот тим беше Микис Теодоракис, тој сега е починат, меѓутоа еден од клучните ликови во Грција. Така да секако дека беше и одскочна даска и привилегија да се работи. После тоа, после некое време дојде првата понуда од Австрија, работев на еден мал проект. Да, на еден мал проект кој што ми го донесе фактички после Амадеус. И така си се надоврзуваа. Така се надоврзуваа после тоа наредните приказни. Словенската опера и балет, па сега последно беше во романската опера и балет. На романската, пред да ми раскаже за романската, си имала ли понуда од македонската опера и балет? Па се уште не сум имала, не значи дека нема да добијам, не знам, ќе оставиме да видиме на времето. Така си е, да, ова е интересно, обично кај нас така функционира да работите. Прво те препознава регионот, па потоа некако ти припишуваат значење кај нас. Меѓутоа со оглед на тоа дека јас можеби тоа и е самиот факт што сум работела на себе ни сите овие години, сум дошла до фаза во која што јас си работам својата работа. Ако се поклопам некаде каде што припаѓам, можеме да создаваме. Ако не се поклопам, не мора да создаваме. Да сме живи и здрави. Така да, ако се поклопиме, ако се најдеме на една иста вибрација за да може да создаваме, секако дека сум отворена. Ова е моја држава и не може да има подраго и помило од тоа од каде што доаѓате. Апсолутно. Какво ти е искуството со романската опера? Тоа е последниот проект. Прекрасно ми е искуството, морам да кажам. Ако не е и клучно за некои аспекти од мојата работа, станува збор за огромна куќа која што значи се работи за огромни тимови и со оглед на тоа дека јас сум дизајнер кој што сам си ја води приказната и одеднаш влегувате во еден огромен систем кој што треба да го износите на грб во својот сектор.
со многу активности, со огромен тим, со многу луѓе, различни темпераменти, различни карактери, уметници, повеќе уметници кои ќе се соберат на исто место, исто е предизвик за функционирање. И си се видов себе си во многу активности и само си реков, добро е. Добро е затоа што можеби ние сме научени да дадеме многу повеќе отколку што во принцип би требало. И тоа давање повеќе, веќе кога ќе те стават во таков поголем систем, сваќаш дека не да си спремен и повеќе од што треба си спремен. И коментарите на луѓе кои што беа таму веќе пензионирани со од желба за работа, продолжиле да работат, беа дека се уште не дошол дизајнер да работи кај нив на начин на кој што јас тоа го направив. Стварно. Точно тоа што потекнувам од занетчиско семејство, што знаетот го познавам во срж, знам организацијски како да ги подредам работите, знам што да побарам технички од луѓето, тоа најверојатно не сум дизајнер само на хартија. Го знам целиот процес и мислам дека тоа беше и предизвик и олеснување за нив во секој поглед, затоа што ако не беше така, прво, мојата идеја немаше да биде задоволена како што сакам. Второ, ќе изгубевме многу повеќе време, а време немавме воопшто. Да, за колку време спремавте сега? За 2 недели? Не за 2 недели, ама над 100 и нешто костими на сцена имаше. Од преговори до реализација имаше околу неполни 2 месеци. 100 костими? Да. Така, да. И тоа имаше костими кои што беа дуплирани, затоа што тие прима балерини, главни актери на сцена, што се мораат да имаат дупликати. Значи повеќе од 100 парчиња се буквално. Повеќе од 100 парчиња се. И со колку луѓе успевте да ги направите сите овие 100 парчиња и како функционира овој тип на соработка? Ти се преселуваш таму, буквално таму функционирате? Да, таму бев некое одредено време. А во тие 2 месеци бев таму, буквално си одев на работа како и со нормално работно време. Имаат они машко ателје, женско ателје, ателје за шапки, за детали. Тоа е во склоп на самата опера. Тоа во склопот на куќата си имаат сектор за сценографија, кај што ги изработуваат сите тие елементи за на сцена. Така да буквално се собствена фабрика за создавање. Да, интересно. И сега таму им доаѓа човек од страна. Им доаѓа човек од страна и некако треба да им делегира. Уклопат, секако мора да се уклопат и како креативност, и енергетски, и стилна работа. И меѓутоа мислам дека со оглед на тоа што дека доаѓаат од секаде, они веќе се навикнати на тоа. Секоја наредна представа е со различен дизајнер, со различен режисер, така да како систем мислам дека веќе им е разработено. Пак има и паника кога ќе има вакви големи проекти со глед на тоа дека не може да се одложи премиера, дека толку многу работи треба да се направат, пак е тоа и количински, нели си треба физички време, а настрана од целата на организација и креатива која што пред да почне самиот процес на шиење е потреба. Не знам, мислам дека не ме фати трема. Или искуството веќе си го прави своје. Можеби искуството, меѓутоа јас како човек едноставно сакам работата да биде завршена, не сакам да трошам енергија на паника, гледам додека трае процесот на работа да бидам комплетно фокусирана на тоа. Да, пред самиот настан, буквално пред самиот настан имаш трема, може се да се случи на сцена, може да се скине костим, може да пукне патент, може. Имало такви ситуации. Па имало на проби, се случувало, се случувало, да. Така да, можеби тогаш ја имам, ама таа некоја и позитивна трема, затоа што пред самата премиера ние веќе ја гледаме представата на сцена и точно знаеме како ќе изгледа, така да можеби имав пред ревијата овде многу повеќе трема отколку таму. Може би поради фактот што настапувам пред свој народ, своја публика. Така, веројатно дома секогаш е малку Сигурно е поголема тремата, да. Поголема трема. Одговорна се секаде иста, меѓутоа нели веројатно она реакција со публиката која што многу подобро те знае, малку по захтевна во сите овие години на работа. Среќна си до каде си стигната со твоето CV, би направила некоја промена од сегашна перспектива ако би можела или тоа е она што секојаш си го сакала? Сега со работите што ги знам, сигурно би направила, ама ако ме прашате вистински дали би направила, не. Затоа што уживам во секој дел од мојот процес. Ова е мој живот, моја приказна.
вашата си е ваша приказна, вие си ја знаете. И како поминува време, се повеќе сум свесна дека не треба нити да трчам, нити да брзам некаде. Кога треба работите да се случат, кога ќе бидат созреани, ќе се случат, и тоа ми се покажало во многу ситуации. Задоволна сум, исполнета сум, имам милиарда идеи кои што сакам да ги реализирам, меѓутоа една по една. Не, и би сакала да ги искусам вистински сите како што заслужуваат, затоа што изминатиот период, еве една од работите кои што го научив е, не научив да си ги вреднувам работите кои што туку еден проект завршува, почнува нешто друго. Не успеваш да му дадеш значење на тоа што си го направил претходно, а тоа што си го направил претходно уствари те донело до тоа што си денес. Така да се повеќе сакам да бидам и присутна и свесна, се што ќе помине буквално вака вистински да помине преку мене, да земам тоа што треба да го земам од тој проект, и убаво и лошо како искуство за наредното да биде подобро. И си го сваќам и животот и оваа работа како еден процес на растење, надградување, и сум навистина љубопитна да видам до каде би можела да одам во однос на тоа лично градење. Како Так, секој ден е нов предизвик, нели? И лично и кариерно, буквално. Така, во секој. Како и да, јас порано сакав да ги раздвојам Олгица како моден дизајнер и Олгица како личност, меѓутоа сватив дека тоа е скоро невозможно, затоа што преку работата многу голем дел од својата личност сум изградила преку искуства, преку сознанија, преку работа, преку луѓе. И во моментот кога си го сватив тоа, престанав да се борам и едноставно така, преку овој процес едноставно и јас како човек растам. Да, тоа е веројатно еден од најголемите предизвици на пред се уметниците, креативците, би рекол, нели? Меѓу себе и оне од другата страна. Многу ти благодарам за денешно гостување. Многу брзо ми помина времето, тоа ми е доволен доказ дека не бил интересен разговорот. Да. Благодарам, навистина ми е драго што сум ваша гостинка, што сте ја препознале мојата работа и што сте ја испочитувале да ме поканите да видам. Така, се гледаме за сите нови проекти. Остани вака креативна и инспиративна. За крај на денешното издание ќе одиме со Кристина Арнудова. Сега ми требаш ти, една одлична песна која што сигурно се сеќавате, а утре бидете во 10 часот на Сител. Ќе зборуваме на тема планинарење и на еден интересен настан кој што наскоро следува, а во меѓувреме постанете на Сител, секогаш има што да гледате. Чао, чао.